Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, нешто за Македонија и за здравието. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свещеникот Пецо Петровски. Недела, 24 мај, празникот Свети Климен Охридски. Недела, 31 мај, Свети Тројца, 50-ница. Духовден. Службата од 9 сабајлето. Да најавиме нешто ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок
ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30, после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренираат игралците. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме нови две наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Сите сте добро дојдени. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Да проследиме нешто за празнициве Духов ден. Слегување на Светиот Дух на апостолите, Духов ден, 50 дена по празникот Воскрсение Христово. Празникот Педесетница во народот познат како Духов ден е посветен на настанот на слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден по Воскресението Христово, односно на 10-тиот ден по Вознесението Христово. За време на својот земен живот, Спасителот повеќе пати им говорел на своите ученици за доаѓањето на Учителот, Утештилот, Духот на вистината, кој што го разобличи светот заради гревовите на луѓето, кој што ќе ги научи апостолите на благодатниот пат на вистината и правдата и кој ќе го прослави Христа. Пред самото свое вознесение, Исус го повторил своето ветување за плаќањето и праќање на Утешителот. Ќе примите сила кога на вас ќе слезе Светиот Дух. После тие негови зборови, учениците пребивале заедно и во молитва во исчекување на остварувањето на ова ветување Христово. Слегувањето на Светиот Дух се јавило со шум и над секој од апостолите се појавил огнен јазик. Тие се исполниле со Светиот Дух и почнале да говорат на различни јазици, бидејќи сите свети таинства во црквата се случуваат преку Светиот Дух. Овој празник се смета за роден ден на црквата. Духов ден, подвижен празник, еден од најголемите 12 христијански празници, еден од најсветите празници во христијанството, во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој настан представува исполнување на старозаветните месијански проштва. Педесетница се нарекува уште и крај на празниците, ден преку кој се довршува историјата на спасението остварено преку Исус Христос, токму поради тоа што православното учење како една службите на Месијата го назначува токму кршувањето преку Светиот Дух, односно неговото излегување од човештвото. Иако Духот делува и пред и по Педесетница, на овој ден тој се покажува со својот апостас, а се со цел самата историја на спасението да се направи совршена. На овој ден започнува икономијата на Светиот Дух. Тој е оној кој го собира Божиот народ во телото Христово, односно црквата. Обичај за духовен кај јужните Словени. Овој празник, како и Великден, се празнува 3 дена. Во Црногорското и Хрватското приморје овие денови се нарекуваат Русалје или Русаљи, а во Македонија и кај останатите јужни Словени со православната вероисповед, првиот ден на Духов ден е и ден на Свети Тројца. На Духов ден се внесувале билки во храмовите, од нив верниците плетеле венчина, кои ги носеле како заштита од демоните, но и како практична заштита од молците и другите штеточинки во своите куќи. Гробовите се прекривале
со листови од орев, а некаде се кителе само крстовите. На духовден во Македонија не се спиело ноќе. На гробиштата луѓето седеле цела ноќ и раздавале храна за душата на покојните. Задолжително е носење на стреши во земјани садиња кои според верувањата со символично давање на блиските преминуваат граница на оној свет и им служат на покојните во тој задгробен живот. Во Јужна Србија се верува дека човек роден на духовден секоја година на таа ноќ во стаклото на шишето во кое има вино може да ги видат мртвите и да комуницираат со нив, но пред да го стори тоа мора да помине низ обредни елементи меѓу кои и отиде до гробот без да се сретне со некого, да појде од домот и да стигне до гробот во глуво доба, да постои 7 дена пред духовден и Педесетницата и црквата. Педесетницата представува не само роден ден и темел на црквата, туку и нејзин пример, дека околу апостолите во заедница биле присутни првите христијански ученици и верници. Светиот Дух бил даруван на првата апостолска заедница и преку него тие биле дарувани со се она што било потребно за христијанскиот организам. Преповадењето на Евангелието, свети тајни, харизма и јаконско, куќата во која тие пребиваат еднодушни одеднаш е преисполнета со шум од небото, сличен на силен ветер, а разделни јазици како огнени се спуштаат врз секого од учесниците. Од ова тие се исполнуваат со Свети Дух и почнуваат да го благовестат Евангелието на разни јазици, онака како што Светиот Дух им давал да изговорат, за разлика од мистиката на успението на Пресвета Богородица, например при доаѓањето на славата на Господ и другите одондестрани и чудесни појави кои им се откриваат како видение на некој од присутните. Настаните на Педесетница стануваат очигледни за сите, не само за достојните. За да ги видат на ерусалимците, не им бил неопходен духовниот. А сега, почитувани слушатели, да проследиме една од вашите желби честитки. Со песната Љуби срце. На Жадај Нинеска ја честитаме свршувачката со саканиот Џајмс и на двајцата им посакуваме многу среќа, голема радост и вечна љубов во иднина. Овие убави желби од се срце се посакани од бабата Цвета Размовска со фамилијата и тета Славица Размовска со фамилијата. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно, давај љубов, нека гре, наш се живе. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно, давај љубов, нека гре, наш се живе. Мојот живот тежок е, верувај пријателе, не знаев дека многу дни носат бури, горчини, ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно, давај љубов, нека гре, наш се живе. Љуби срце, љуби силно, играј во гради немирно,
sve što vi poznavam, sakad da doznat, do koga takvi si vidni, što ni nosad gorčini, ako neka nosad ne se isplaši, imam srce što je gladno za ubavini. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno, davaj ljubav neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno, davaj ljubav neka gre, naš se žive. Davaj ljubav neka gre, naš se žive. А сега нешто да проследиме за светите Кирил и Методи Солунски. Свети рамноапостолни Кирил и Методи Солунски. Големите македонски и сесловенски просветители, светите браќа Кирил и Методи се основоположници на словенската писменост и литература и се заслужни за културниот развој на сите словенски народи. Иако имат и посебни празници на денот на нивното упокојување, тие имат и заеднички празник на 24. Поради нивните заслуги за христијанството, Светата црква ги прогласила за рамни на апостолите. Именден празнуваат Кирил, Киро, Методи и Мето. Во почетокот црквата одделно го празнувала споменот на двајцата браќа на деновите на нивното упокојување. Кирил на 27 февруари и Свети Методија на 19 април, но подоцна се јавила потреба за нивен заеднички празник. Едно затоа што тие се родени браќа и друго затоа што заедно извршувале иста дењос. Најпрвен заедничкото празнување било на денот на упокојувањето на Свети Методиј, како што е запишано во Станиславониот прилог, и се празнувало нивниот спомен на 6 април, и црквите многу празнуваат во нивниот спомен. Но, поради тоа што овој датум се паѓа во строгите велигденски пости, кога црквата забранува свечено празнување, се нашло за попогодно ова празнување да биде пренесено на 11 мај. При празнувањето на 1000 годишнината од Моравската мисија во 1863 година, Светиот Серуски синод донел одлука, почнувајќи од таа година 11 мај, да се празнува како црковен празник на преподобните Кирил и Методи. Потоа ова празнување било прифатено од сите словенски народи, родени се во Солун, во семејство на висок византијски службеник. Татко им Лев бил помошник на командирот на Солунската област, а мајка им Марија потекнувала од угледна фамилија. Најстариот од 7 деца, Методи, е роден околу 815 година, а Константин бил 7 дете и е роден во 826-27 година. За постариот брат Методи многу малку се знае. Не се знае дури ниту неговото крстено име, а името Методи е добиено во монаштво. Се знае дека завршил највисоки школи во Константинопол, дека во младоста ја избрал воената служба и 10 години бил управител на словенско книжевството во Македонија, што било под власта на византискиот император, и дека таму го напишал делото Закон судни лудем, закон за судење на луѓето. Но ја напуштил ова служба и заминал во манастирот на планината Олимп, Мала Азија, каде што се закалуѓарил. Подоцна во овој манастир дошол и неговиот помал брат Константин, со кого заедно учествувале во двете значајни мисии, Хазарската и Моравската.
Константин пак, уште како дете, го учел напамет познатиот христијански беседник Григори Богослов. Се истакнувал во учењето поради што бил забележан од царските советници кои им овозможувале да се школуваат во познатата Магнаурска школа во Цариград, која што имала ранг на денешен универзитет. Тука се афирмирал како извонреден мислител, богослов и апологет на христијанството. Во житијата се вели дека граматиката ја изучил за 3 месеци, дека го учил Хомер, Илијадата и Одисејата, дека кај Лава и Фотија ги учил дијалектите, сите филозофски науки, потоа реториката, артиметиката, астрономијата, книжевството, сите елински уметности и така натаму. По завршувањето на школата работел како библиотекар во познатата Патријаршиска библиотека во Цариград, од каде што заминал во еден манастир на Босфор. По престојот во манастирот бил поканет за професор на Магнаурската школа, каде што станал познат професор по филозофија. Поради тоа го добил прекарот филозоф, бидејќи се истакнал со познавање на црковните, но и на световните прашања. На 24 годишна возраст од страна на Византискиот двор бил испратен во арапската мисија кај сарацените, кој што имала државно, политички и религиозен карактер. Со сарацените водел полемики за повеќе верски прашања, а се запознал и со нивниот живот и обичаи. Во 858 и 859 година Кирил и Методи и повеќе други претеници од Византија престојувале во мисијата кај хазарните, каде што требало да решат повеќе важни политички и верски прашања. Grado i sela što napuštija
Една мома убава, покрај вода студена, лицето го миеше, ладна вода пиеше. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, па митивко прозбори. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, па митивко прозбори. Стомнето, си го сакамо мето. Момче вели говори, милно и проговори. Не го сакам стомнето, си го сакамо мето. Да проследиме нешто од Македонија. 150 години од искрата што ја разбуди Македонија. Во Делчевското село Разловци одбележена 150 годишнината од Разловечко востание, еден од најзначајните настани во македонската револуционерна историја и прв организиран обид за вооружено ослободување на македонскиот народ од османлинската власт. Денес востанието останува траен потсетник за стремежот кон слобода, правда и национално достоинство, а одбележувањето представува можност да им се оддаде почит на сите учесници и борци кои со својата жртва оставиле длабока трага во македонската историја. Нашата генерација има должност да изгради држава која ќе биде достојна на жртвата на тие луѓе. Држава во која младите ќе сакат да останат, држава со правда, со ред, со економија, која ќе отвара можности. Држава која нема да живее од минатото, туку ќе ја темели иднината на својата историја.
Мора да се обединиме околу државните и националните интереси, затоа што ниту една политичка разлика не сме да биде поголема од татковината, изјави Христијан Мицковски, премиер на влада. На настанот се обрати и министерот за култура Зоран Лутков, кој потенцираше дека јунаците на Разловци ја победиле тишината и дека без малите востанија немаше да постојат големите слободи. Секој историски пламен започнува со една искра, која на почетокот изгледа беззначајна, но Разловци е токму таква искра, мало село кое пред век и половина се осмели да разговара со вечноста, изјави Зоран Лутков, министер за култура. Лутков информираше дека се вложени околу 20 милиони динари за реконструкција на спомен домот на Разловечкото востание, кое треба да представува своевиден универзитет за младите генерации, да научат како се сака татковината. Градоначалникот на Делчево, Иван Гоцески, најави поднесување на граѓанска иницијатива со цел селото Разловци да биде заштитено како историска целина. Насмевка ми крадеш ти на лицето, дали ќе те видам во сукничето, пред мене да минеш, срце да ми скинеш. Ветерот ме мами, дојди да сме сами, ништо не ти правам, верувај ми. Сме сами, ке те чувам цела вечност, верувај ми. Ветерот ме мами, дојди да сме сами, ништо не ти правам, верувај ми. Погледот те кани, дојди да сме сами, ке те чувам цела вечност, верувај ми. Си ветам, да не помислам 100 пати на ден на тебе љубена, дали ќе те видам во сукничето, пред мене да минеш, срце да ми скинеш. Ветерот ме мами, дојди да сме сами, ништо не ти правам, сме сами, ке те чувам цела вечност, верувај ми. Ветерот ме мами, дојди да сме сами, ништо не ти правам, верувај ми. Погледот те кани, дојди да сме сами, ке те чувам цела вечност, верувај ми. Сами, ништо не ти правам, верувај ми. Погледот те
сме сами, ке те чувам цела вечност, верувај ми. Ке те чувам цела вечност, верувај ми. Пазувите на Бигла планина и каде што црна извира, таму е мојот убав роден крај. Историски Демир Хисар, таму е мојот убав роден крај. Историски Демир Хисар, Демир Хисар, сакан роден крај, историско славно минато. Помислите носам кај да бидам, срце ми тагува пак да те видам. Демир Хисар, сакан роден крај, историско славно минато. Помислите носам кај да бидам, срце ми тагува пак да те видам. На светлиот славен Илинден, првите пушки во тебе пукна. Народ поведоја славни јунаци, да ме груев Пиперка Сугарев. Народ поведоја славни јунаци, да ме груев Пиперка Сугарев. Демир Хисар, сакан роден крај, историско славно минато. Помислите носам кај да бидам, срце ми тагува пак да не видам. Демир Хисар, сакан роден крај, историско славно минато. Помислите носам кај да бидам, срце ми тагува пак да те видам. Демир Хисар, цвет на градино, од туѓина поздрав испраќам, и ти ветувам назад ќе дојдам, родно место да те видам. И ти ветувам назад ќе дојдам, родно место да те видам. Демир Хисар, сакан роден крај, историско славно минато. Помислите носам кај да бидам, срце ми тагува пак да те видам. Демир Хисар, сакан роден крај, историско славно минато. Помислите носам кај да видам, срце ми тагува пак да те видам. Помислите носам кај да видам, срце ми тагува пак да те видам. Да проследиме нешто од вестите од Македонија.
Мицковски утре на поставување на камен темелник на доградбата Јоахим Крчовски во Ѓорче Петров. Премиерот на Република Македонија Христијан Мицковски утре ќе присуствува на поставување на камен темелник на доградбата на Јоахим Крчовски во Ѓорче Петров, информираат од прес-службата на владата. Председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицковски ќе присуствува на камен темелникот на доградба на Јоахим Крчовски во населеното место Волково, Орман, општина Ѓорче Петров. Предвидено е изјава за медиумите да даде премиерот Мицковски, информираат од владата. Да видиме што кажува Силјановска Давкова до бугарскиот амбасадор во Словенија. Македонскиот устав ги гарантира правата на сите малцинства. Европската унија нема заедничка политика за правата на малцинствата и не е дел од така нареченото комуницирање. На пример, Франција и Грција се држави кои дури и не ја потпишаа Конвенцијата за правата на малцинствата, ниту Конвенцијата за регионални и локални јазици. Повеќето членки на Европската унија немаат ниту еден збор за правата на малцинствата во своите устави. Во вашиот устав нема гаранција за правата на малцинствата. Имате за ова само во член 6 клаузула за антидискриминација која вели дека секој граѓанин е еднаков без разлика на пол, раса или етничка или национална малцинска припадност, рече македонската председателка во одговор на прашањето на бугарскиот амбасадор во Словенија. Красимир Бојанов, зошто додавањето на бугарите во македонскиот устав е спорно од идентичкиот аспект по нејзиното предавање на правниот факултет во Љубљана на тема уставни трансформации на патот кон Европската унија, реформи или уставен инженеринг. Кабинет на председателот на Република Македонија, македонската председателка Гордана Силјановска Давкова, смета дека и покрај тоа што бугарите не се споменати во македонскиот устав, тој им ги гарантира истите права како и останатите кои веќе се споменати во него. Македонија, според председателката, гарантира многу поголеми малцинства права од многу земји кои се веќе дел од Европската унија. За разлика од нас, вели председателката Силјановска Давкова, Бугарија не гарантира права на малцинствата во посебен член во уставот, туку само член за забрана на било каков вид дискриминација по било кој уснов. Европската унија нема заедничка политика за правата на малцинствата и не е ни дел од така нареченото комуницирање. Имате за ова само за член 6, клаузата за антидискриминација која вели дека секој граѓанин е еднаков, без разлика на пол. Ако го анализираме овој проблем преку човечките права и слободи, додаде таа, тие се целосно загарантирани и за сите без разлика дали се споменати во Уставот на Македонија или не, но додаде правата на македонците во Бугарија не се почитуваат. Има повеќе од 20 пресуди од страна на судот во Страсбург против Бугарија, во моментов 14 пресуди. И како професор имам прашање, каков суд е тоа ако неговите пресуди не се релевантни за секоја држава, а Бугарија одбива да ги спроведе. Минатиот месец или пред 2 месеци, Комитетот за заштита на правата во Обединетите нации исто така донес одлука во која се бара од Бугарија, односно од Апелицискиот суд, да дозволи Македонско здружение за некои културни прашања да биде признаено. Во 2008 година Венецијанската комисија издаде мислење за бугарскиот устав, препорачувајќи и на Бугарија да гарантира минимални права на малцинствата, бидејќи вие, исто како во вашиот устав, ги забранувате партиите врз основа на етнички и религиозни критериуми. Тоа е вашиот устав, пристап и немам намера да се мешам во ова, но во случајот во 2021 година повторно Венецијанската комисија издаде мислење за законот за употреба на јазиците во мојата земја, велејќи дека стандардите
се над европските стандарди во заштита на правата на малцинствата, рече македонската претседателка. Ова додаде може да се види доколку се споредат тие два документи. Значи, меѓу другото, на бугарите им се гарантирани и им се дадени малцински права, рече Силјановска-Давкова. Како едно од можните решенија за ова прашање со Бугарија, покрај она што се направат уставни измени, тие да бидат последни и да се применуваат по завршувањето на преговорите. Би можело да биде можноста да се искористи и правото 1/3 од земјите да побараат од Европскиот совет од земање на правото на глас на нејзина земја членка доколку таа ги прекрши принципите на Унијата. По предавањето претседателката се сретна со македонци кои се универзитетски професори. Македонската претседателка е во официјална посета на Словенија. Таа вчера се сретна со словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар, која ја пречека со високи државни почести. По средбата Силјановска-Давкова имаше и работен ручек со претседателот на Државниот одбор на Словенија Зоран Стефановиќ. И нешто за здравјето. Со ова билка прочистете ја крвта. Листовите од свежата коприва изобилуваат со витамините С, А, B2 и К, каротен и пантоненска киселина, калциум, фосфор и железо. Со еден збор во нив се крија вистински провитамински концентрат. Копривата ја прочистува крвта и помага во ослободувањето на токсините, материи од организмот. Научно е докажано дека го намалува нивото на шеќерот во крвта, па затоа им се препорачува на лицата кои боледуваат од диабетис. Докажано е делотворноста на копривата во запирање на крварењето, па често се користи при обилни менструални циклуси, крварење и слични состојби. Исто така копривата помага во намалување на високиот крвен притисок. Уште една соопштенијата од светеникот Пецо Петровски. Недела 24 мај, празникот Свети Климен Охридски. Недела 31 мај, Свети Тројца, 50-ница Духовден. Едно важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица во Њукастел. За повеќе информации јавете се кај претседателот Саша Стојчевски на 0408 490148. Скоро ги видов, сестро, моите мили внучиња, во нив тебе јас те познав како малечка. Од очи солза капна, до срце ме изгоре, твојта рожба не ме позна, не ми прозборе. Сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Дали памтиш, сестро мила, какво детство имавме, арно и лошо ние сложно делевме. В недела дома дојди, после толку години,
Ja za tebe troška imam i ti prosti mi. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на македонската вечерашна програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истово време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.